Добар ден, здраво, здраво на сите. Благодарам за овој прекрасен громогласен аплауз што ме охрабривте да го отворам ова 10-то коло од големата наградна игра на ЕВН Македонија Среќно поле. Бидејќи е 10-то издание, морам да направам една ретроспектива што, колку пати сме добиле, колку пари, колку вредности ваучери сме доделиле, а тоа биле вака. За првата емисија, тоа е првото извлекување кое беше хуманитарно за фондацијата Дајте ни крилја, добивме 2 ваучери од по 12.000 македонски денари, еден ваучер од 30 и еден ваучер од 54.000 денари. Тоа значи дека кај Дајте ни крилја отиде ваучер вреден 108.000 денари. Во следните 9 кола имавме учесници кои извлекоа 6 ваучери од 6.000 денари, 5 ваучери од 12.000 и 11 ваучери од 30.000 македонски денари и 2 пати по 100.000 денари. Вкупно 626.000 денари, а вкупно заедно ЕВН има доделено 734.000 денари вредностни ваучери. Ова голема наградна игра. Мала ретроспектива како ја играме оваа игра. Како? На тој начин што треба во рок да ја платите вашата сметка за електрична енергија. Ние цело време агитираме до вас да штедите електричната енергија и ми текна нешто, ќе заборавам да ви кажам, многу битна работа. Денеска, пред емисијата да почне, се подготвувам дома и ми звони звонче. Знаете ли на што ме потсети? Звонче звонија, нели порано се одеше на гости. Никој не знае, динг-донг, дојда тетка, тетинча сите. Сега задзвони звонче, така не се оди на гости, се најавува. Знаете на што ме потсети кога задзвони? На инкасатор. Каде е таа професија во Македонија, инкасатор? Сега од Евана ќе ги прашам. Ме потсети на инкасатор, кога ќе ти задзвони инкасатор. Се јавуваа луѓе порано, памтите, има млада публика денеска, ама другите сигурно паметат. Инкасатор кога ќе се јавиш. Или кога ќе дојдеш, ќе помине измало, сите се јавуваат комши. Иде инкасатор, затварај врата! Ама ви сметаш инкасатора. Сега велам, зошто? Не, еден ме праша на улица, зошто мене не ми извечете таму за играта Среќно поле. Јас велам, платили во рок електрична енергија? Вели, не, заборавив, ме мрзи да одам до банка да уплатам, не знам што. А порано ви инкасатор, динг-донг. Тука најдобро ви што инкасатор. Најозлогласена личност во Македонија. Бе некако мал ме плаши со инкасатор. Јади ако неке до инкасаторот. Па најсериозно. Инкасатор, тоа беше близко до ѓавол. Сотона. Демек инкасатор некако мал го замислав. Доаѓа инкасаторот со опашка од позади, со вакви зави. Тука имаме представник од ЕВН Македонија. Што? Како ги префаливте после? Како преформулиравте она инкасатор? Што работат после тие луѓе? Читаат броеви. Јас мислев тие ги пишуваат сметките сега. Сашко, броеви читаат? Броила. Па даде на тоа мислев, броеви. Јас мислев работат како она во пеколо доле. Сашко има да плати 3000 денари струја. Сега ќе му ја пратиме сметката. Така беше едно мало мое подсетување за една професија инкасатор, кој што вам ви олеснуваше работата, а сега работата може да ви олесни. Тоа што можете да направите траен налог, со кој што ќе се плаќате електричната енергија, нема да чекате во ред, во банка или во пошта, каде и да е. И можете да бидете привилегирани кога ние извлекуваме кој ќе дојде како наш учесник во оваа емисија и потенцијален добитник на вредносен ваучер кој што може да го потреби за купување на енергетско ефикасни апарати. Добар ден за моите тројца играчи денеска. Мустафа, Горан и господинот Љупчо. Добре ми дојдовте. Мустафа, јас и Мустафа се знаеме. Ова е Муци. Познат филмски работник, ТВ и филмски работник. Осветлител, да, и еве сега веднаш ми забележа, рече, твоите кондори многу светат, бе, братче. И веднаш рече може да смета во кадар, така. Мустафа, многу интересно, Мустафа, како што викат, го знаеш оној Горан, така и тебе не може да не те запамтат. Не знаат. Мустафа. Добре дојде, дали ти беше извлечен дома, гледам има некои луѓе од викендица од сметка ги извлеков. Не, од дома со траен налог е сметката. Со траен налог? Да. Човекот што го зборавме таму малку. Привилегиран со траен налог. Нема чекање во ред. Штедиме ли електрична енергија? Штедиме, максимум колку што може. Како бе, на кој начин? Ја гледам сега сте дошли избањати сите, испеглани, значи сте струјата денеска отишла 200-300 денари. Се наоѓа. Како? Едната кошула таа е. 3 дена ќе носиш, ќе чуваш, па ќе облечеш. Машкото како бира гардероба? Женското веднаш, значи за перење, а машкото вака, за перење.
Може. 2-3 пати за перење. Може. Ја знаеш како се пегла, муци? Вака се пегла. Ова што се гледа тука, кога носам сако. Што има да се замараш со Надолу. цела кошула да пеглаш, зашто да ја пеглаш цела? Така ще даме електрична енергија. Повели стапни на твоето среќно поле, да видиме колку среќа ќе имаш денеска. Може. Дайте на аплауз. А пред да Мустафа да се обиде со својата среќа, да видим дали ќе освои ваучер 6, 12, 30 или 100.000 денари, да ја представиме нашата жири комисија која што се грижи за регуларноста на ова избекување. Сега ќе ја видиме, значи господинот Игор, представник од Публицис, господинот Атанас, представник од Евена Македонија и нотар кој што има будно пенкало и будно следи што се случува овде во емисијата. Одиме уште еден охрабрувачки аплауз да го разбиеме ледо денеска. Мустафа, ајде да видим. Со среќа. Со среќа. Опа, 30.000, не е лошо. Браво. Здраве да си ги трошиш. Хвала. Браво, 30. Знаеш, тргнала кај стотка, ама тебе светлото ти засмета дека. Да, со блеск. светло да работиш. Не светлото, не, ќе го покријам во кадар и Црнецот не дојде. да, инаку има популарно кај нас, мислам кај филмските работници, дека се користи црнец. Црнец е ова што, например, сонцето, така, сонцето да го затвори, Или да не, светлото, за да не да те не- грее многу. Значи, дајте еден црнец, кога има црнец на снимање, црнецот будно стои и веднаш изваден од памет, дали тој треба да биде позади кадар. Размислуваш овие 30.000 денари, како ќе ги искористиш? Нешто, треба нешто подобро? Нови рефлектори ти да си земеш, енергетска ефикасност ти кажа. И ќе си отвориш нова фирма, самостојно со ти. Не. Тоа со гаферот перо, Така? покојњага замина, Да. лесна му земја. Да. И така. Нешто размислувавме по дома? Па ќе треба да спремаме за детево сега. За дете? Па големото. Големото? Да. Ќе го жениме готово? Готово. Со среќа нека. Фала. Браво. Добар ден за Горан. Горан Гилев, така? Да. Горан. Вие ли доаѓате, господин Горан, од Свети Николе? Добре дојдовте. На електризирани позитивно во Свети Николе? Да, Што се случува во Свети Николе? Учите, студирате, што правите? тука учиме во Скопје. Во Скопје? И дојде ове од Сегревско во Скопје, бе. Од Куманово, од Свети Николе. Зашто средно или факултет? Средно. Средно што? Геодезија. Геодезија? Така значи. Чекај, геодезија има нешто врска? Тоа се употребува кога се прават хидроцентрали, например? Да. Значи ти си тука. Сега рокни ги 100.000 денари. Одиме, повели сега ќе дам почката, повели горе. Дајте еден громогласен аплауз. Горе. Значи, ова ќе ти биде стипендија од ЕВН, да знаеш дека после ќе за студиите, после ќе ти искористат. Дали сум добар пророк, кажете ми вие мене. Јас реков, ова ќе биде стипендија од 100.000 денари за Горан. Браво, Горан! Сега, Горан, прашањето. Знаеш дека со ова добиваме вредносен ваучер од 100.000 денари. Зашто ќе го потреби? Па не знам. Ќе Види. видим. Дома нешто тука за станове, дување за нешто, имаш нешто? Па немам. Енергетско ефикасни апарат. Има за машина, за перење, за така. Ке те жениме кај да е. Која година си? 94. 94-та. Не, немој, чекај, не брзај. Олека. Честитки со здравие да се служиш и добар ден, добро дојдовте за господинот Љупчо. Вие не најдете од Скопје. Од кој дел на Скопје? Козла. Од Козла? Каркаш. Така. Па, Општина Каркаш. Козла. Козле нагоре така, тоа што е? Главната улица, Козла, главната- испод водна. Се извинувам. Длабоко се извинувам, не знаев дека е главната улица. Струјата добра ли е во Козле? Јака ли е? Солидна. Солидна? Да. Солидна, тоа е 4+, така. Зошто? Према Што има? 5, 4 Према на 5, 5. па така. Има понекогаш се губи, мислам. Аха. Се губи сигнал. Не се губи сега, нема струја. Па добро, може да снема струја. Па се дешава. И што правите кога ќе снема струја? Си велите, Ќе добро е, вака ќе заштедам. Се јавуваме одма на телефон, ајде. А и тоа е тачно. Така, вака ќе заштедам струја. Па вие можете преку ноќ. Так. Нема бойлер, нема грење, нема ништо. Нек се снаоѓаат по комши. Добро, баш ми е драго, повелете стапнете на вашето среќно поле, сега ќе ви давам плочката. Ајде, аплауз за охрабрување господинот. Ви посакувам многу среќа, да отидете Ви уште една благодарам. стопка да дадеме денес. Тишина. Не бе, кога ќе запнеме 6000, тоа е. Така си било запишано во Евана.
Тоа било пишано. Сега, спомнавме пред малку, имате некоја свадба. Некој можевме да почестиме. Или ваша, мислам на некој ваш поблизок. Близок, да. На близок, така, да почестиме 6000 денари, нешто. Добро, па вие може да доплатите, ова е ваучер. Не е толку близок за да биде поголема сума. Доволно и толку. Видовте дека? Така се идеме со поклон. Значи, трето колено 2000, второ колено Ала, 4 и најблизок 6000 денари, на син 10000 денари ваучер, нека се купи што сака. Многу ми е драго дека имате вакви суми освоено. Значи, шарено денеска, со здравје да си се служите, да си трошите. А ние, драги мои, знаете дека тука некаде е крајот, но не исклучувате, не штедете струја веднаш, треба да извлечеме кој ќе ни дојде следен во наредната емисија. Тоа го правиме по електронски пат, да видиме колку илјади учесници имаме. Само да го видиме графичкиот приказ. Значи, од можни 800.000 евана, само да ја прашам, 800 беа. Од можни 800.256.395 учесници имаме, значи толку платиле во рок електрична енергија. Секогаш е иста цифрата. Јас мислам дека овие се истите. Овие се истите луѓе што си стојат на шалтер, си се познаваат од шалтер. Од кај го знаеш, овој ми е школски, овој ми е од шалтер, овој ми е од автошколски, од автошкола. И тоа е тоа. Одиме по електронски пат, извлекуваме првиот. Јас велам старт сега. Бројките се вртат и кога ќе кажам стоп, го имаме Илинден. Опа, некој од Илинден ќе ни биде тука. Многу среќа ми посакувам. Одиме со вториот. Стоп. Улица населено место без уличен систем. Број Струга. Франгово. Франгово, значи. Тоа е Струшко. Да, сега го видов. Знаете, јас не ги носам интерночеви па. А и остаре веќе. И одиме со третиот, значи Франгово, Илинден. Ајде да видиме. Добре, цела Македонија тука. Стоп! Кој е ова? Скопје. Скопје Чаир. Браво, Павле Илич. Павле Илич. Значи, многу среќа за нив. Одиме со една резервна клупа која што ја викаме, значи тоа се петтемина кои што се како резервни играчи, доколку овие тројца не може да ги сконтактираме или не може да стигнат на снимањето на оваа емисија и да учествуваат. Да ги видиме петтемина кои што се резервни играчи, вие ќе ги видите на вашите екрани, на вашите мали екрани. Не знам до кога ќе велиме мали екрани, луѓето толку и телевизори знак купија. Ние упорно со малите екрани. Еве ги петтемина. Добро е, благодарам. Доколку сте ја пропуштиле емисијата, гледајте ја репризата во недела, доколку и тоа не може да стигнете за репризата, тогаш во вторник во бројот на печатениот весник Дневник и Коха ќе го видите серискиот број, а тоа е најбитно. Значи на вашата сметка и серискиот број ќе ги споредите и да не и да изгрешиме име и презиме, не е битно. Серискиот број е најбитен. Многу среќа ви посакувам, драги мои, тука некаде се одјавуваме. Денес имавме ваучер од 6, 30 и 100.000 денари. Така беше? Да, така беше. 36 така беше, да. Ме измешавте. Се гледаме за 2 недели во 13:30 часот на Македонската радио телевизија. Чао. Браво. Викам, кој беше со стопка? Не очекував. Бев многу среќен кога видов дека сум извлечен. И тоа, изненаден бев доста. Со ваучерот планиравме со сопругата, која е, бидејќи со трај налог се плаќа струјата, планираме да земеме машина за перење, да се понови, да земеме, не знам како се движат цените, ако остане нешто ќе земеме и уште еден телевизор. Па не очекував да заработам 100.000 денари. Планирам да си ја средам собата. Лаптоп, нешто, телевизор за собата, се не. Па не очекував дека ќе бидам од толку извлечен баш јас. Како дозна дека си учесник? Па ни се јавија на телефонот дома. Прв пат учествувам и да ви кажам дека прв пат сум извлечен. Што значи среќен сум. Сега наградата не е најголема, али солидна е, мислам задоволително. Као за прва среќа што се вика. Па со парите планираме да купиме нешто за дома што со дотирање, дека 6.000 не е некоја вредно што може. Мислам поголем апарат, например, машина за садови и така. Се веруваш обично Не. да зема пари? Да, тоа е тачно. Не верува дека
ќе ми излечат, или така ете, не сум имал толку среќа, али ова ете, излезе и задоволен сум со таа награда што ја добив. Тој ваучер, мислам, од 6.000 денари.